Нашите сеќавања за Јане Ангелевски, според наше мислење, еден од врвните професионалци по однос на свирењето, пеењето, но исто така и на воспитното образование, како педагог, се дека станува збор за ретко исклучителна личност, која целосно се посветила на овие нешта за кои зборнавме. Неговото свирење со кларинетот, инструмент кој посебно нам лично ни е омилен инструмент, беше нешто што пленува и што остава длабоко сеќавање за Јане, односно кога ќе се слушне дека некој свири на кларинет, секогаш пред нашите мисли, пред нашите очи и длабоко во нашите сеќавања не упатува токму на оваа исклучителна личност, која беше ретко благородна и по својата душа, по своето однесување, една блага насмевка на личност која освојува со своето постојано комуницирање со луѓето, со разговорот за кој можеме да речеме според народната поговорка дека медената уста железни врати отвора, и така беше неговиот говор, неговата размисла, неговото комуницирање, неговото особено пеење, посебно на патриотските песни, ќе остави длабок впечаток во душите и срцата на генерациите и во времето на неговото живење, но секако и според записите што ќе видат за него дадени, дали се тоа медиумски преку телевизијата, радиото или пишаните медиуми, ќе биде секако еден аманет како треба ние да го чуваме она што ни е оставено во наследство. Родолюбието, односно љубовта кон татковината, зашто тоа тој го потврдуваше со длабоко чувство испеани народни, национални, родолюбиви и патриотски песни. Емир Кисар, Саган роден крај и историско славно минато. Мислите носам кај да бидам, срце ми тагува, пак да те видам. Нема лек за ова срце, ден и ноќе не ми пати. Никој нема да го чуе, да го праша како му е. Таму кај што бидла в небо допира и ги пара облаците. Таму кај што црна бистра извира и песа пунтот на брсјаците. Ликот на Јане сега ми се враќа во нашите спомени како дете кое што
беше родено за да верува дека уметноста е единствената религија на човечкото живење. Тоа детско лице што подоцна стануваше на некој начин многу близок младич до оние години кои јас почнав да го освојувам светот. Значи, тие се дружеа со Љупчо Сивевски, со брат ми Владо, и тоа беа генерација, значи, како што ние се дружевме со брат ми Љубе, со Киро и со Гоце, така Владо после се дружеше со Јане. Секоја тага може да биде претворена во песна. Јане Ангелевски тоа го научи уште од дете, после тоа тој заврши високи школи, музички школи, академии и стана еден чудесен експонент на македонската духовна традиција и на демирхисарската духовна традиција. Првата македонска вечер што се направи во Париз, јас ги викнав Јане и неговата тајфа, значи, како што пее Милковиќ за охридските трубадури, така јас сакав демирхисарските трубадури на чело со Јане, Зрпе и сите други да бидат гости на првата македонска вечер во Париз во очи на прогласувањето на независноста на Македонија. Подоцна, значи, кога се враќав од Париз, често пати се гледавме, тој стана и професор по музика, но меѓу нас тоа пријателство, иако тој беше помлад од мене, беше толку интензивно што секогаш некои тајни од моите откривања по светот му ги доверував нему. По 1995 година, кога се вратив по погребот на татко ми, го видов и му раскажав дека имам едно откритие за Бени Гудман. Се надевам дека ќе можам да го дораскажам тоа. Дека големиот кларинетист во светската традиција Бени Гудман беше инспириран од една македонска песна за да ја напише една од најубавите негови композиции, Macedonian Lullaby, македонската приспивна песна. Сакам со радост да го завршам моето сеќавање, дека всушност таа приспивна песна нека биде вечниот сон во вечно младите очи на Јане Ангелевски, кои ќе ни потсетуваат на тоа дека таа генерација на неколку поколенија на тие пријателства во демирхисарската меморија значат за сите нас еден неизбришлив чин, дека и во продолжувањето на вртењето на планетата Земја ќе се среќаваме во некои точки од бескрајот, за да повториме дека музиката, духовната вечност што ја носеше во очите Јане Ангелевски, ќе биде вечниот знак дека сите ние ќе се препознаеме во бескрајот кој што не знае за смрт.